Почитувам председател, почитувани колеги од службите исто така, треба и нив да ги почитуваме и поздравуваме. Почитувани колешки и колеги, почитуван министар, ја поздравувам апсолутно одлуката, односно предлог законот за попис. Драго ми е што никако сите цениме дека станува збор за закон кој што навистина е редно да се најде во собранието и сите да дискутираме. Меѓутоа, што ме загрижува? Ме загрижува начинот на нетранспарентност во носењето на еден ваков значаен закон. Кога станува збор за попис на население, тоа не засега сите. И тоа го констатиравме. Меѓутоа, постапките кажуваат дека сепак политичката матрица и политичкото влијание преовладувало при креирањето на овој текст. Меѓутоа, овој пат вие имате шанса, сите заедно, ние тука, да го коригираме еден ваков текст каков што ни е доставен. Вие во самото ваше излагање можевме да приметиме дека станува збор за презентација која што генерално се обида да го презентира самиот текст на законот, без навлегувајќи во членовите на самиот закон. Бидејќи верувам и вие како професионалец сте стручен и искусен за да процените дека овој сам текст на закон кој што ни е доставен, навистина има потреба од негово коригирање и подобрување. Јас нема да се повторувам со моите колешки колеги, затоа што сепак ова е првото читање, ќе има дополнително разгледување на овој закон, но од оваа говорница ценам дека е апсолутно важно да испратиме неколку апели. Прво, дека овој закон мораме да го донесеме во најтранспарентна постапка, со најинклузивен процес и дека очекувам после ово прво читање да имаме и јавна расправа за законот. Тоа е навистина значајно. Понатака, ние како најголема политичка партија во собранието, претеничка група во собранието, имаме амандмани, моите колешки ви ги прочитаа. Односно, имаме забелешки, конструктивни, кои што се за подобрување на овој закон. Не се политички. Тие се буквално насочени кон секој член од овој закон, треба сериозно, кога ќе дојде амандманската расправа, да се разгледаат. Видов дека и колегата од Снопче исто така ви укажа на одредени забелешки кои што сериозно ценам дека треба да се разгледа, така ќе се даде една дополнителна вредност на овој закон, но и сите подеднакво ќе бидеме одговорни. Кога станува збор за закони на кои што се повикуваме, а се поврзани со нашето согласување со законодавството на Европската Унија, ценам дека доследно треба да ги читаме, но и доследно треба да ги применуваме. Дафина Стојановска, колешката ги прочита сите регулативи, јас ги имам тука и пред мене. 76/3/208, 543/2017, 712/2017, 881/2017 и 1799/2018. Дополнително, овој закон мора да ги има предвид препораките на ООН. Дополнително, ние мораме да во една ваква состојба во каква што се наоѓаме, тоа е нешто што е утврдено од владата, ние имаме барање за продолжување на кризна состојба, треба сериозно да размислиме за датумот на имплементација на пописот, за спроведување на пописот. Впрочем, веќе се кажа пример од колешката дека Ирска, која што имаше закажан попис за наредната година, веќе го одложи овој попис, не заради тоа што е така наивно, туку напротив, се зимаат во предвид препораките, а тоа е дека населението, но и оние кои што треба да го имплементираат пописот, треба да бидат заштитени. Верувам и во таа насака понатака ќе размислуваме. Имено, бидејќи реков нема да се повторувам со моите колешки, многу јасно, концизно кажа дека овој текст треба да биде подобрен, како сите би имале одговорност. Но нешто што би сакала да додадам, може ви и да објасните,
е дека сакам да видам кривичната одговорност на оние кои што нема во целост да имплементираат закон кој што ќе биде донесен тука. На таков начин ние би избегнале сценарио кој што се било случајно во некој изминат период, или пак би превенирале некој сценарио во случај на неуспех на овој попис. Истовремено, би сакала да ги тргнете и сето влијание кое што политичко, кое што во овој текст ние го имаме. А тоа е дека начинот на кој што го концепирате врзаниот попис или како го разбирате врзаниот подпис на клучниот менеджмент во спроведувањето на овој закон апсолутно остава сомнеш за политичко влијание на спроведувањето на овој закон. Ние мораме да разбереме дека пописот не е политика. Со овој попис нас треба да ни помогне дури да креираме развојни политики за наредните 10 години. Затоа сметам дека сериозно треба да го подобриме текстот, сметам сериозно дека треба да ги земете предвид нашите коментари кои што ќе бидат насочени и подобрени, но и преточени во амандмани на овој закон, затоа што сепак доаѓаат од, ако милувате, од најголемата опозиција, односно најголемата партијничка група овдека во собранието. Уште еднаш, ние како партијничка група и како политичка партија ја поздравуваме потребата од носење на законот за попис, но истовремено апелираме на инклузивен, најтранспарентен процес во носењето на овој закон, но, уште поважно, во подобрувањето на текстот на законот, како сите би го тргнале секој сомнеш кој што во даден момент постои за политичко влијание. Ви благодарам.